Предстојниот викенд, односно последната недела од септември секоја година се одбележува меѓународниот ден на реките. Овој значаен датум во светски рамки е прилика локалните екологисти и сите други заинтересирани да го посветат на апелот за спас на реките во Кочанската котлина од малите хидроцентрали. Всушност, неопходно е да се формира фронт на сите засегнати со цел граѓаните да се изборат за тоа што им припаѓа, а тоа секако животната средина и природните богатства, кои се повеќе се на удар на бизнисот. Неопходен е масовен отпор против малите хидроцентрали и правна постапка што ќе докаже прекршување на Бернската и Архуската конвенција, а се со цел да се разбие хидромафијата и спрегите помеѓу банкарите, инвеститорите и политичарите, и не само во Кочанско, туку насекаде каде што малите хидроцентрали го загрозуваат опстанокот на природата и луѓето. Се заробуваат реки во цевки, се сечат шуми, се поттикнува ерозија, со изградба на пристапни патишта и далноводи и се менува хидролошкиот режим, па околината нема вода за пиење и наводнување. Изградбата на трите планирани хидроцентрали, една на мала река и две на голема река, значи масовно уништување на природата на Осаговските планини, кои се во фаза на прогласување на заштитено подрачје. Хидромафијата во државата ја користи нетранспарентноста за надоделувањето на концесиите за мали хидроцентрали за кои се уништуваат шуми, пасишта и приватни имоти. Екологистите се убедени дека високите повластени тарифи кои ги исплаќа државата се мамка за инвеститорите да градат мали хидроцентрали секаде на Балканот. За нив заработката е голема, но за луѓето и природата штетата е огромна и неповратна. Затоа во Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора граѓаните веќе се на нозе. Меѓународната коалиција на граѓански организации работи на кампањата "Спасете го синото срце" на Европа за подигање на свеста на јавноста за уништување на балканските реки со изградбата на малите хидроцентрали. Заради штетното влијание врз природата и врз луѓето, досега во Европа се урнати околу 400 мали хидроцентрали, а во Соединетите Американски држави повеќе од 1000 хидроцентрали.